Како што наближуваат локалните избори, така владината машинерија за информирање и дезинформирање стапува на сцена. Сведоци сме на настани на кои владени функционери, предводени од министерот за транспорт и врски господинот Благој Бочварски, одат на терен, се сликаат, даваат изјави за медиуми за јавноста и откако камерите ќе се изгаснат, теренот се останува и натаму во состојба во која што било претходно. А тоа е инфраструктурни запоставени региони во државата. Министерот за транспорт и врски не треба да прави изборна кампања да оди по општините и да промовира изградба или реконструкција на некоја уличка, туку тоа треба да го прават самите граначалници на СДСМ. А сме сведоци дека тоа не го прават и дека општините не бележат никаков прогрес. Напротив, сведоци сме само на носење на штетни дупови, кои воопшто не го подобруваат квалитетот на животот на граѓаните, туку го подобруваат само оној квалитет на поединците кои што се дел од синџирот на онаа така наречена урбана мафија. Владата на СДСМ треба да се грижи за изградба и задржување на главните инфраструктурни коридори на Република Македонија. А од тоа што гледаме на терен, владата сосема неуспешно го прави тоа. Затоа ние сега ќе ги потсетиме кои треба да бидат нивните приоритетни инфраструктурни проекти. Пред се, изградба на автопатот Кичево-Охрид. Овој автопат го започнавме во 2014 година. При примопредавање на власта помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ во 2017 година имавме сериозен прогрес од скоро 50%. И веќе сега 4 години не можеме да видиме дека овој процент драстично расте. Постојано или се допроектира нешто, или се прават нови анекси, се зголемува вредноста на чинење на автопатот, се зголемуваат и оние рокови што се дадени првични. Наместо автопатот да биде готов во 2018 година, се касни до тој степен што најновиот рок даден е 2024 година или 2025 година, според нови сознанија. На сето ова темпо и оваа слаба посветеност на оваа влада, имаме сериозни сомнежи дека дури и овој најнов даден рок, како и преходните рокови, нема да биде запазен. Побрза изведба на автопатот значи и помалку трошоци за буџетот на Република Македонија. Колку за една илустрација ќе наведеме само еден пример во кој што јавното претпријатие за државни патишта пред 15 на дена склучи договор за надзор за изведба на автопатот Кичево-Охрид во вредност од нешто над пола милиарда денари. Доколку овој автопат навремено беше завршен од страна на СДСМ, овој договор немаше да биде склучен и овие половина милиарда денари ќе беа пренаменети во изградба на некои поквалитетни проекти во инфраструктурата. Ке се префрлиме и на пократка делница. Изградба на автопатот Скопје кон Блаце. Овој автопат беше ветен во 2016 година во изборната програма на СДСМ. Сега сме 2021 година, истиот не е завршен. Значи цел еден мандат СДСМ не успеваат да завршат или да изградат 2 километри автопат. Проектирање и изведба на автопатот Гостивар кон Кичево. За цел еден мандат не се успеа да се проектираат првата делница од Кичево кон Бокојчани, кој се започна со проектирање од страна на претходната влада на ВМРО ДПМН, и еве сме после 5 години со скоро никаков прогрес во проектирање на овој автопат, а да не говориме за негова изведба. Потоа, во областа на железничкиот транспорт, сликата е се полоша. Дали запалени, дали превртени возови станаа секојдневна гледка. Негрижата и неодржувањето е се почеста и поочегледна. Изградба на коридор 8, односно на пруга која што веќе стана славна од Команово до Белјаковица до Крива Паланка, потоа до граница со Република Бугарија и од натаму останува нерешена енигма за ресорот транспорт и врски предводена од СДСМ и покрај тоа што многу пати ветува, дава рокови кои што сами си ги пробива и дава нови рокови. Македонија и натаму останува единствена земја во регионот која што целосно железнички меѓународно изолирана. Затоа, препорачуваме на актуелната власт наместо водење на локални кампањи да се фатат за работа и да се фокусираат кон изградба на капитални проекти во областа на инфраструктурата. Оние проекти кои што се од државен интерес, а доколку немаат умење за оваа работа, немаат способност овие да ги изградат, само нека застанат на страна, нека почекаат до наредните избори, а ние ќе им покажеме како успешно и експресно се гради државната инфраструктура.